Добар ден, Теодора. Добар ден. Денешниот ден е тако. Вчера ние во Скопје беше заглавен сообраќај, а бога ми денеска во студиото јас сум заглавена технички секако. Не успеавме преку Zoom да се вклучите, меѓутоа и ова како една утешна можност да го обавиме разговорот преку телефон, преку Viber. Кажете ми какво е во Лондон денеска, каква е температурата, зашто кај нас јас бога ми температурата надвор, кога доаѓав беше многу ладно, ама сега туку во студио сум пишван, подобро надвор да остане отколку овде. Како е кај вас? Можам да кажам дека е цинична ситуацијата и јас бев заглавена денеска во сообраќај, патувајќи кон работа, прилично ладно исто така, но освен тоа се осеќам добро, драго ми е што стапивме во контакт и се радувам за нашето интервју. Така. Младата генерација, зборам на младата, вашата генерација, тоа се едно 24-5 години, не се толку стрпливи како нас постарите на државата, на општеството да ја даваат втора, трета шанса за поправен испит, па да отворат нови можности за младите и вие ќе завршите средно образование и патот џаде надвор од Македонија во Европа. Од школските клупи во Скопската гимназија Јосип Броз, вие отпатувавте во Лондон за да се едуцирате во светот на модата и на дизајнот. И сте таму во еден од лондонските универзитети за мода и за дизајн. Кои други фактори беа пресудни, освен тоа дека немате трпение вие по младата генерација тука со нас повозрасните што се играме политика за да создадеме услови, немате трпение па си го барате своето место под сонцето надвор од државата? Жал ми е што не може да се гледаме, вака додека ве слушам, баш се насмеав за коментаров со трпението. Мислам, како што кажавте, пресуден фактор уствари за мене да заминам беше фактот што сакам да студирам моден дизајн, нешто што е прилично тешко да се најде како квалитетно образование кај нас, барем сега зборуваме за некој период пред 7 години, во моментов не сум не знам точно која е моменталната ситуација, меѓутоа освен таа, да речам, очигледна и главна причина, има и некои други причини од типот на, да речеме, некои наши културолошки навики, кои што мене лично можеби не ми беа погодни, некоја поголема либералност, нешто што, да речеме, ми беше битно. Исто така некоја, да речем, перспектива иднина за тоа како јас како креативец би обстанала. Сега, вие од Скопје нормално без искуство, затоа што средношколка, заминавте во светот на модата во Лондон, а велат дека светот на модата е исто така многу суров бизнис. И таа ги мели и ги јаде тие што едноставно се со послаб капацитет или што не може да се снајдат во средината. Колку таа модна метропола на почетокот ве прифати, што све требаше да направите за да почнете полека да се етаблирате во тој дел, зашто понатаму низ разговорот ќе видиме дека вие веќе и поприлично котирате во тој свет и за вашето име и презиме веќе модната јавност има слушното. Ви благодарам. Мислам, беше секако голем чекор, не само заради тоа што светот на модата е суров, туку заради простиот факт што јас бев 18 годишно девојче што заминува во земја каде што за среќа бев неколку пати предходно, пред да се преселам, меѓутоа сепак во туѓа земја каде што немам некој, да речам, база, фамилија, пријатели и така натаму.
Беше голем чекор, беше и културолошки шок. Тука работите функционираат многу поинако од колку кај нас, па и на Балканот. Меѓутоа, мислам дека да се начинот да се човек да се впушти во некое туѓе општество прилично добро да се кога се почнува со студии, така што тоа ми беше некако леснителна околност, што сепак бев дел од некоја институција, на некој начин да речам изгрижена. Бев сместена во студентски дом, каде што многу лесно запозна пријатели и така натаму. Така што тоа некако ми беше леснителна околност, би рекла. Сега големата слика, вие заминувате од тука, вие младите заминувате од овде како полупроизвод и некој таму во туѓа држава ќе ве прифати, ќе ве дообликува и потоа ве зема под скут. Како што разбрав дека вие во универзитетот кај што дипломиравте, веќе сте од пред неколку години со постојан работен статус. Да. Играете универзитетска кариера. Да, имав голема среќа, морам да признам, и сум многу благодарна што успеав да налетам на ваква можност. Значи, од пред 4 години веќе, јас работам на факултетот каде што студирав, почнав со асистентска работа, 2 години, а веќе од лани сум и професор тука на програмата која што се вика Fashion Foundation, односно подготвителна програма за мода, така што да, веќе сум некако дел од универзитетската фамилија, веќе 7 години, дали како студент, па после како вработен. Модната недела во Лондон што се одржува, до душа додека беше короната, таа и онлайн се одржуваше, ама веќе почна, нели, од лани, чинам. Дали е тоа нешто стресно? Не е надвор, да речеме, тие што не сме добри познавачи, од надвор не изгледа се гламурозно, се фино, интересно, секој сака да отиде таму, да биде дел од тој свет, меѓутоа тие што се внатре. Колку таа работа вака одзема и енергија, и време, и едноставно го меле човек? Па да, прилично е стресно, мислам, еве и по денешниот пример претпоставувам дека има многу повеќе препреки кои што вие и со режија ги доживувате, а ние гледачите ја гледаме вашата емисија како безпрекорна, така што слично и во модната индустрија. Прилично е стресен процес, прилично е напорен, како што кажав и на почетокот, не е за секого. Ама и нам тука во гледачите, освен што видоа тоа што видеа денеска, не можат да видат, например, колку единици се покачил шекерот, крвниот притисок и така натаму. Мораме да сме насмеани, дека се е во ред. Да, така што, мислам, многу е слична ситуацијата. Јас, еве, од на сопствена кожа го имам тоа осетено. Меѓутоа, наградата што некако човек ја добива на крај со да го види својот производ така осмислен и прикажан како што сме го замислиле и особено понатаму пофалбите и критиките и коментарите од публиката за мене лично се доволни за да го претрпам, да речам, целиот тој стресен процес. И еве веќе неколку години не се откажувам и не планирам. Па таман работа сега да се откажете само што сте почнали. Теодора, колку што знам, вие вчера се вративте од Холандија, од Мастрихт, каде што учествуваше или вашиот проект, моден проект, учествуваше на еден надпериод кој не беше само европски, туку имаше и планетарна димензија. И од таму се вративте и имате искуство кое што може да ни го споделите. Како таму функционирате во едни услови кога ќе се соберете од повеќе точки на земјината топка со своите производи, ќе бидете оценувани.
колку тоа е една ситуација на дополнителни стресови и нервози и сатисфакција и покрај нервозите и висок притисок. Па вака, морам да признам дека ова конкретно патување во Мастрихт беше прилично без нервози. Работа беше одамна завршена, односно токму тој проект што за кој што работа. Така што јас буквално се радував и уживав да бидам дел од тој фестивал како гостин и да го погледнам тој филм на големото платно. Ние го обезбедивме тој филм 2 минути траеше така, ама сега дури со страв не знам, не се осмелувам да побарам од режија. Може режија да го пушти? Ми велат може. Добро. Ајде, додека може би го гледаме филмот, бидејќи ти го знаеш наузи секој деталче, секоја точка, можеме така за гледачите додека иде во позадина филмот и да разговараме. Може, најдем. Значи, прво тоа е двоминутно видео издание на твоја работа, кој што сакаш да ја споделиш во јавност, но таа има некој контекст. Тој контекст е корона контекст? Да, значи филмот, пред да напоменам дека е направен како видеозапис за мојата последна колекција, која што се вика Mind Your Mind или Пази си го умот, бил преводот на македонски. Значи, се работи за модна колекција, за која што сакам да изработам видеозапис, бидејќи во периодот кога изработував на почетокот на годинава, се уште не беше известно дали ќе можам да имам физичка презентација заради короната, па решив да играм на сигурна карта и да направам видео кое што би се презентирало дигитално. Видеото го имам работено со режисерка која што живее овдека, Катерина Вахалова, така што тоа е, да речеме, еден заеднички проект на кој што двете работевме. Како што напоменавте, и видеото и колекцијата се инспирирани од моите лични искуства за време на пандемијата. Меѓутоа, сигурна сум дека и многу други луѓе сегда ни светот би се пронаштото, бидејќи сите некако живеевме и поминавме низ слични периодот. Како што може да погледнете, значи видеото снимано во домашна атмосфера, која што на моменти изгледа многу удобно, топло, како што еден дом би изгледал. Особено во време на корона. Да, исто така, од друга страна пак имам некои на загушливост, некако клаустрофобија. Така што идејата на целиот проект беше да си играм со тие некои две спротивни димензии. Од една страна удобноста, за себе рефлексија и така натаму, кој што имавме можност да го искусиме за време на корона. Од друга страна исто така и чувството на некако заробеност во сопствениот дом, неизвестност, сиозност и така натаму, така што самиот филм има една димензија така на некоја неизвестност, параноја, ајде да кажеме и така натаму. Тоа беше идејата на проектот. Сега интересното е што вие влеговте во таа конкуренција на 5 видео уметнички модни проекции и отидовте таму со можност по награда и излезе дека не добивте награда, ама тоа што е прва награда, вие тој сон веќе го живеете. Да, значи, како што напоминавте, беа избрани 17 филмови кои што ќе беа прикажани на фестивалот, а од нив беа избрани 5 финалисти, меѓу кои и јас, кои што се бореа за 2 награди. Како што спомнавте, навистина една од двете награди која што беше објава во едно модно списание,
Јас веќе ја добив на некој начин, секако не поврзано со овој фестивал, како што кажав, проектот постои веќе од почетокот на годината и за време на Лондонската модна недела беше медиумски покриен повеќе модни списанија, меѓу кои што и Cult Blood, кое што е модното списание за кое што говориме од овој фестивал во март. Теодора, знаете дека последните статистички податоци во Македонија е дека Македонија постепено старее, затоа што младите луѓе се иселуваат и не се задржуваат само до моментот на дипломирање и оформување на своето образование, туку потоа, особено потоа, дури етаблирани стручњаци од земјата, кои што завршили работат во Македонија, решаваат да ја напуштат татковината и да си го барат местото под сонцето надвор. Што треба да се случи во државата? Што треба да се промени за Теодора да реши да твори овде, од Македонија? Па вака, мислам, краткиот одговор е многу нешто. Подолгиот одговор, како што кажав, значи пред се јас да речам сум во некоја специфична ситуација, бидејќи мојата струка е во делот на уметност и дизајн, односно поконкретно моден дизајн, што е нешто што навистина не е многу разбиено кај нас. Не е нешто од што може човек да живе, барем не во поголема мера. Така што пред се дури... Зашто вие не сте во онаа комерцијална мода, така? Туку во висока, условно висока мода. Да, за тоа што сметам дека дури и за комерцијална мода, мислам, секако може да говориме за оние конгломератни фирми, продавници кои што ги има по моловите, кои што секако не се со македонско потекло. Меѓутоа, дури за некоја комерцијална мода која што произлегува од Македонија, мислам дека е во моментов тешко да се опстои. Додатно на тоа би го навела и образованието, заради тоа што нели првата причина заради која што заминав беше пред се образованието. Повторно можам само да зборувам за случај пред 7 години, за таа ситуација. Навистина постоја некои модни курсеви со високо образование, меѓутоа сметав дека тие не се доволно стручни, ајде да кажеме, за да го добијам образованието кое што навистина ми е потребно. Знам за ситуации каде што професионалци од други уметнички сфери предаваат мода и мислам дека тоа е некоја тенденција кај нас да се мисли дека доколку си било како поврзан со уметност или дизајн, можеш било кој дел од уметност или дизајн да го предаваш или си експерт за истиот. Така што би рекла, значи недостаток од стручно образование и неможност за просперитет понатаму како дизајнер. Особено не, како што напоменавте, за некоја по-авангардна висока мода. Теодора, благодарам што од Лондон се одваживте да ни бидете гостинка во утрински печат денеска. Секој добро и еден ден, можеби ќе дојдам, ќе допрам до вас па да земам ако ништо друго барем автограм. Ви благодарам и на вас на поканата, навистина ми беше драго. Жал ми е што имавме некои технички проблеми, но сепак уживав во разговорот и ви благодарам уште еднаш.